Трите прасиња. Си имаше еднаш една голема фарма на која си живееа трите мали прасиња со својата мајка. Тие беа многу симпатични и се викаа Васе, Тасе и Спасе. Играјки си, среќно ги минуваа дните. Многу брзо пораснаа и имаа огромна желба да го откријат светот. Еден убав пролетен ден, тие решија да почнат да живеат сами. Се чувствуваа возрасни и беа подготвени за промени. Браќата ја напуштија фармата и среќни зачекорија во нивниот нов живот. Никој од нив не знаеше какви згоди и незгоди ги очекуваат во шумата. Одеа и пристигнаа во една прекрасна шума, исполнета со неверојатни дрвја, величествени ливади и кристално јасни потоци. Ајде да се станеме овде, рече најстарото прасе Спасе. Погледнете само колку убави бои има природата. Почувствувајте го волшебниот мирис, продолжи тој. Во прекрасната шума, прасињата запознаа многу нови пријатели. Многу се забавуваа, играа и свираа безгрижно и сонуваа дека еден ден ќе станат познати музичари. Но мудриот буф од шумата ги предупреди. Внимавајте, шумата не е место за прасиња. На есен се враќа волкот. Летото пристигна и го исполни воздухот со пријатни мириси. Трите прасиња го послушаа советот на стариот буф. Секој од нас треба да си изгради куќа, им рече едното прасе на браќата. Кога ќе пристигне волкот, треба да имаме каде да се засолниме. Браќата го прифатија предлогот и веднаш се фатија за работа. Но градењето куќа е толку здодевно. Тие повеќе сакаа да свират. Васе почна да ја гради својата куќа од слама. Тој е најмал и за него таа е доволна. Тасе го зеде чеканот во рака и започна својата куќа да ја гради од штици. Додека двајцата напорно работеа, Спасе мирно си седеше и правеше планови. Тој својата куќа последен ќе ја заврши, бидејќи реши да ја направи од тули. Летото полека си заминуваше. Деновите стануваа покуси, а лисјата на дрвјата ја менуваа својата боја. Двете помали прасиња продолжија безгрижно да си играат. Спасе без престанување работеше на изградбата на својата куќа. Ајде дојди да си играш со нас, му велеа браќата. Тој само се насмевнуваше и им велеше. Не можам, морам да работам. Волкот ке дојде пред да ја доградам куќата. Едно студено есенско утро се појави волкот. Денес убаво ке се најадам, си помисли тој и тргна кон куќата од слама. Тропна на вратата и со длабок глас викна. Отвори! Не ти отворам, ке ме изедеш, му одговори Васе. Волкот се налути, зеде здив длабоко и ја оддува куќата од слама. Васе гледаше како неговиот дом лета во воздух. О, не! Што ќе се случи сега? За среќа, Васе бргу успеа да побегне од шепите на волкот. Тасе немокно гледаше од прозорецот и веднаш извика. Бргу, Васе, дојди кај мене, овде ќе бидеме безбедни. Двајцата се притаија во куќата од штици. Но волкот се повеќе и повеќе се разлутуваше и огладнуваше. Се доближи до куќата од штици и почна да дува. Дуваше и дуваше, па успеа да ја урне и куќата на Тасе. Сега обајцата сте мои, извика тој.
Но двете прасиња со вртоглава брзина успеа да му побегнат и да се засолнат во куќата на Спасе. Волкот почна да дува со сета сила, но куќата од Тули не се помрдна. Итриот истрвен волк доби нова идеја. Ке се спуштам низ оджакот, си помисли тој. Но Спасе е поумен од него. Тој го запали огнот и над него стави котел со вода која почна да клокоти. Волкот падна директно во котелот. Колку боли! Виеше волкот од болка. Опашката му гореше и со огромна брзина излета од куќата плачејки. Никој повеќе не го виде волкот во шумата. Трите прасиња почнаа да ја слават победата. Не се гледа често волк да излетува низ оджак и да плаче од болка. Имаше право, братче, му рече најмалото прасе на Спасе. Ти вредно работеше и твојата куќа остана недопрена. Знаете што ќе направиме? Од сега сите заедно ќе живееме во мојата куќа. Така ќе бидеме побезбедни, им рече Спасе на браќата. Зимата помина, а пролетта повторно ја разелени шумата. Куќата од Тули стоеше недопрена. Прасињата во меѓувреме пораснаа и станаа посериозни, но не ја загубија својата желба за свирење.